Министер, добар ден. Актуелно е случувањето со така наречениот Делта сој и во регионот, па и кај нас. Како вие, како државата планира да се справи со Делта сојот, кој веќе гледаме дека полека тропа и на наша врата? Вирусот корона е така наречен РНК, односно типот на вируси РНК. И карактеристично за тој тип на вируси е дека може да мутира. Секогаш кога ќе најде на некаква препрека, дали во тоа што веќе еден одреден број се веќе заразени во некоја средина или некакви превентивни мерки така натаму, тој мутира. И тоа е нешто што не е неочекувано. И затоа кога разговараме за тоа што треба да препорачаме, какви мерки треба да се превземат, на прво место се карактеристиките на предизвикувачот. И во таа смисла, во овој момент, сметаме дека ова што сега го имаме како мерки, препораки за собери на отворено, собери на затворено, задолжително носење на маски во затворен простор, посебно кога сега во летните месеци луѓето се повеќе надвор, е сосем доволно. Со акцент на тоа да што поголем број на граѓани се вакцинираат. Зошто? Поради тоа што каква и да биде мутацијата на вирусот и во следниот период, и во есенските месеци, доколку имаме доволен процент на вакцинирано население, нема да имаме овој проблем со затрупани болници, голем број на пациенти. Можно е да се заразат и граѓани кои што се вакцинирани, меѓутоа сигурно формата на болеста нема да биде тешка. Министер, повеќе држави гледаме дека полека ги враќаат веќе рестриктивните мерки. Што планирате вие? За сега нема да има враќање на рестриктивните мерки, еве гледаме што се случува во другите држави, во Австралија, например, и покрај тоа што има рестрикција во одредени градови, има огромен пораст на бројот на новодиагностицирани случаи. Така да ја пратиме ситуацијата. Доколку треба, сигурно нешто ќе препорачаме, но за сега сметам дека не треба. Ваш име за една од најлибералните држави, не ни е потребен влез во земјава со ПСР тест и така натаму. Имаме концерти на отворено дозволено, свадби исто така во затворен простор. Размислувате ли можеби за брзо време барем да се повторно вратат рестриктивните мерки за овие работи кои што сега ги споменав? Ситуацијата е прилично мирна и стабилна. Нема никаква најава дека има зголемување на број на прегледи, приеми во болници, и тоа е еден од параметрите зашто сметаме дека вака треба да остане. Во секој случај ќе ја пратиме ситуацијата, доколку треба нешто ќе ја препорачаме. Во регионот, практично во околните земји е слична политиката. Грција е нешто поинаку, ама таму и покрај тоа што се бара и потврди за вакцина, има пораз на случаите. Така да ја пратиме кај нас ситуацијата, за сега останува вака како што е. Сепак ве плаши ли актуелната ситуација, актуелни случувања? Доколку имаме голем број на вакцинирани граѓани и опфат со вакцина над 70-80%, ние од сега натаму ќе живееме нормално. Затоа ништо не треба да не плаши, ако сме вакцинирани во сосем доволен број за да постигнеме колективен имунитет. Што можеме да очекуваме од наесен во однос на Делта сој? Секогаш кога луѓето се враќаат во затворени простори, има дополнителен ризик фактор. Така да тоа е нешто што ќе го евалуираме како одминува времето. Но подготвени сме, предпоставувам, искуствата од претходниве 3-4 брана. Во делот на организација на болниците, да, се целосно спремни капацитети, кадар спремен за ротација, сосем голема количина резерви на лекови, брзи тестови, ПСР тестови, китови, но јас се надам дека до тоа нема да дојде и да има некаков бран на новодиагностицирани. Се надам на висок степен опфат со вакцинација, што значи дека таа болест ќе може да се помини на нога, како нека форма на настинка, и тоа е практично нешто што сите земји во светот го посакуваат. Како ќе се одвива епидемијата, до која ќе трае, има различни најави, проценки следните 2 или 3 години и така натаму. Дали ќе премине во ендемска болеста или не, тоа се работи кои ќе ги видиме. Но во секој случај, тоа што е различно од лани е што сега имаме вакцина. И затоа пристапуваме поинаку. Благодарам за разговор. Благодарам.